Добро вечер, почитувани гледачи, вести на КТВ телевизија. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на пресконференција, одговарајќи на обвинувањето од СДСМ, ги посочи реализираните проекти во новиот центар на градот. Упати повик до СДСМ да кажале јавно барем еден проект кој бил реализиран во време на нивното владење. Почитувани сограѓани, еве како провокација и како континуитет на моите претходни обраќања, нашиот политички противник мислеше дека престанав со пресконференциите за тоа за постигнатото, мое и на ВМРО-ДПМН кој што го представувам во градот Кавадарци. И затоа еве по мала пауза продолжувам со подсетување најнапред на граѓаните, а потоа и на нашиот политички противник, за тоа што оваа локална самоуправа изминатите 4, односно 8 години има сработено. Најнапред би сакал да упатам едно жалење, што еве и покрај тоа што десетина дена ги повикувам представниците на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци да испаднат и да со прст покажат нивни реализиран проект, па макал тој бил и крпење на ударни дупки и сменување на одреден кров. Тоа се уште за жал не се случи. А сите кавадарчани знаат добро дека Социјалдемократскиот сојуз беше комплетно во централната власт, меѓутоа беше и партиципиент на неколку мандати во локалната самоуправа, така што еве десетина дена се уште тие не покажаа, туку напротив се китат со туѓи перија или перија на нешто што е изградено во една бивша држава, каде што постоеше и сосема различен буџет и начин и една мала исправка, тоа е направено од комунистите, а не од комуњарите. Комунистите, патем речено, беа сите оние кои што се бореа против фашизмот, кои што правеа одредени реформи, додека комуњарите ги злоупотребуваа истите тие комунисти. Како пример за комунисти, јас би сакал еве да истакнам дека беше мојот дедо, мојот брат на мојата баба, па некој време и мојот татко, додека не се расипа комунизмот и додека не преовладаа комуњарите. А како пример на комуњари се овие денешниве кои што се повикуваат, кои што ништо немаат сработено, критикуваат за она што некој го сработил, а зад нив нема ништо. Еве, десетина дена ги повикувам да покажат нешто што сработиле за Кавадарци и се уште се празно множество. Ако продолжат вака со фалење за училишта, канали или не знам што нешто сработиле, тогаш треба да им го отстапиме и сонцето, затоа што најверојатно и тие и сонцето го имаат создадено. Меѓутоа да се вратиме на секојдневни теми, а тоа се теми кои што ги обременуваат граѓаните и за кои што би сакал еве и граѓаните да ги потсетам за нешто што ние како локална самоуправа со помош на централната власт предводена од ВМРО-ДПМН сме го реализирале во изминатиот период. Како пример еве ќе кажам, десно од мене е една од најголемите индустријски зони и најголема индустријска зона која што во претходниот период беше голема дивоградба и која што токму со помош на владата на Република Македонија, која што донесе закон за легализација и оперативно со помош на локалната самоуправа и службите во локалната самоуправа успеавме да издействуваме маркици, односно да обезбедиме урбанизација, да ги легализираме сите објекти и да ја промовираме најголемата гринфилд инвестиција во Република Македонија, ИГМ, Дикстра Шопинџур и сите останати кои што се наоѓаат на тој потек. Кога сте кај вработувањето и разликата помеѓу оваа локална и централна власт и спротивната локална и централна власт во периодот додека беа власт, би сакал да спомнам и процентот на вработување. Во моментот само во Дрекселмајер се вработени над 2500 кавадарчани и уште толку луѓе кои што гравитираат околу Кавадарци од соседните градови, од општина Велес, Прилеп, Градско, Росоман, Демиркапија, Неготино и можеби и подалеку. Со тоа процентот на невработеност во градот Кавадарци падна под 10%, за разлика од периодот кога тие беа власт, кога се радуваа на една текстилен погон од 20 на 30 или 50 вработени, кои што беа плаќани по 6, 7 или 8 илјади денари, и тоа нередовно, со закинување, со пенали и така натаму. Очигледно дека таквиот период веќе помина и дека тоа е веќе историја. Тие кои што не сакаа да платат на работничките во текстилните комбинати пропаднаа, бидејќи нивниот успех главно се заснуваше на тоа да ги експлоатираат работничките,
Сега истите тие се првенци во Дрекселмајер имаат многу поголеми или дупло поголеми плати од времето кога тие обезбедуваа работни места и како што спомнав, Кавадарци има европски процент на невработеност. Исто така се наоѓаме на една локација и токму заради тоа моето држење на пресконференциите го менувам од ден на ден. Сакам уште да истакнам уште два нови моменти. Прво, продажбата на агроберзата, кој што е зад мене од мојата лева страна и кој што овие денови ќе почне да се гради. Исто така погонот на Мебелви, за кој што веќе камен темелникот е ископан и кој што ќе се гради во наредниот период од неколку месеци. И нешто што е куриозитет и врв на еден мандат кој што го поминав во изминатите повеќе од 4 години, е ова што стои зад мене, овој верски објект, ова убавица кој што е символ на христијанството, нешто за што се бориме и ден денес, нешто што е пример за обединување на локалната самоуправа со бизнис секторот во Кавадарци и нешто што некој некогаш го сонува, а ние сега го реализираме. На крајот од ова моје обраќање би сакал повторно да упатам апел да социјалдемократите најдобронамерно да испаднат на терен и да покажат со прст тој канал, тој покрив, тоа училиште кој што тие го изградиле со буџетот кој што тие го обезбедиле. И уште една, да не забораваме една мала исправка. Локалната самоуправа не располага овие 8 години со 80 милиона евра. Потенцијалниот кандидат кој што самиот најверојатно се прогласи за кандидат на Социјалдемократскиот сојуз или она кандидирање беше само глума за внатре во партијата, нека провери кај покомпетентни луѓе да види дека постојат дотации, постојат наменски дотации и постои намена на буџетот. 80 милиона евра е отприлика целокупниот буџет, од кој што 50% отпаѓа само на плати на школи, градинки и така натаму, меѓутоа нема да му солам памет. Ако и има желба да стане градоначелник, тогаш треба да има елементарни познавања од функцијата за која што тој тежне. Советот на општина Неготино синоќа ја одржа 46-та редовна седница. Советот на општина Неготино синоќа ја одржа редовната 46-та седница, една од последните на овој состав, ако не и последна. На истата беа поместени 18 точки на дневниот ред, кој беше прифатен со 10 гласа за и 4 воздржани. Едногласно поминаа дури 16 точки од дневниот ред. Беа усвоени предлог за клучоците за усвојување на годишните извештаи за работа на Центарот за развој на Вардарско-планскиот регион за 2016, за спроведување на програмата за развој на Вардарскиот плански регион за 2016 и за работата на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење. Поминаа и сите точки од областа на урбанизмот, од кои би ја издвоиле предлог одлуката за урбанистички план за вон населено место Дуброво и Тремник. Едногласно помина и предлог одлуките за поставување на реквизити за вежбање во дворот на спортската сала Младост, за утврдување на потребата за поставување урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање одобрение за поставување на истата, за утврдување на стандарди и нормативи за поставување на урбана опрема, потоа за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти, за давање под закуп на недвижен имот во село Пепелиште кој е во сопственост на општина Неготино, како и за намалување на надоместокот за уредување на градежно земјиште. Советниците не беа едногласни за предлог заклучокот за усвојување на извештајот за извршување на програмите на општина Неготино за 2016. Едногласно сепак поминаа точките за спортот, поточно точката за доделување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Вардар и на Општинскиот фудбалски сојуз Неготино. Најмногу дискусии и расправи имаше на последната 18-та точка, предлог за клучокот за усвојување на годишната сметка на буџетот на општина Неготино за 2016-та. Советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија побараа подетални информации околу поедини ставки за потрошени финанси, конкретно за репрезентации, патни трошкови и дневници, алудирајќи на недомакинско работење.
Од нивна страна беа потенцирани голем број на недостатоци во општината, но од друга страна и градоначалникот Апостолов како најповикан даде соодветни одговори потенцирајќи дека Неготино е единствената општина со реализирани 3 индустријски зони и дека допрва треба да се очекува градежен и економски бум во општината. По неколку меѓусебни препукувања, објаснувања, појаснувања и дојаснувања, советниците сепак ја изгласаа и оваа точка со 8 гласа за, 4 против и 1 воздржан. 52-та седница денеска ја одржува Советот на општина Росуман. На дневен ред е завршната сметка на општината и завршната сметка на јавното комунално предпријатие Росуман. Советот на општина Росуман денеска ја одржува 52-та редовна седница, последна во овој состав. На дневен ред се неколку точки, меѓу кои завршната сметка на општината и завршната сметка на јавното комунално предпријатие Росуман. Советниците дискутираат по извештајот на Комисијата за финансии и буџет и одлучуваат по предлог донесувањето на годишната сметка на буџетот на општина Росуман за 2016 година. На дневен ред денеска и предлог одлуката во однос на поднесено барање од страна на група граѓани, а до крајот на седницата ќе се расправа за јавното комунално предпријатие Росуман. Советниците ќе имаат можност да дискутираат по предлог решението за давање согласност и усвојување на извештајот за работењето на јавното комунално предпријатие Росуман во изминатата година, а ќе одлучуваат и по предлог решението за согласност со годишната сметка на предпријатието за изминатата 2016 година. Целосен извештај од 52-та седница на Советот на општина Росуман ќе има во утрешното издание на Вестите. До денес траеше рокот за поднесување на годишна даночна пријава. Бидејќи денеска истекува рокот за поднесување на годишната даночна пријава за поднесување на персонален данок на доход за приходите остварени во изминатата 2016 година, даночните канцеларии на УЈП работеа до 20 часот, со цел граѓаните да може да ја поднесат даночната пријава во законскиот рок. Во УЈП се работеше со продолжено работно време. Според последните податоци, поднесени се вкупно 403.316, а од УЈП очекуваат годинава да бидат поднесени вкупно 420.000 годишни даночни пријави. Годишната даночна пријава имаат обврска да поднесат сите физички лица, резиденти во Република Македонија, кои во текот на 2016 година оствариле приход по разни основи. Основното општинско училиште е Гоце Делчев и победник на општинскиот надпревар по сообраќај. Колку ги познавам правилата во сообраќајот? Синоќа во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци се одржа традиционалниот квиз надпревар од областа на сообраќајот, колку ги познавам правилата во сообраќајот. Учествуваа сите основни училишта од Кавадарци со своја екипа која ја сочинуваат тројца ученици. Од 6 групи поените само 3 однесоа во финалето, а таму по првата рунда на прашања следува малку потешките од областа на сообраќајот. Познавањето, брзината, а можеби и упорноста во подготовките до првото место ја однесе екипата на Општинското основно училиште Гоце Делчев, која годинава ќе важи за одличен познавач кога се во прашање сообраќајните правила. Според освоените поени, второто место им припадна на учениците од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот од Кавадарци, а трети беа учениците од Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето. Ваучери во вредност согласно со освоеното место добија трите првопласирани екипи, а почестени со мотивациона награда беа и менторите на победничките екипи. Организатор на надпреварот е Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај Кавадарци во соработка со локалната самоуправа. Надпреварот ја има целта од најрана возраст да ги едуцира младите за сообраќајот и правилата во него. Во публиката уживаа основците, бодреки ја својата екипа, поддршка на надпреварувачите им беа и родителите, а забавен дел, каде исто тема беше сообраќајот, понудија на сцена учениците од целодневниот престој при Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот Кавадарци. По овој надпревар, каде целна група се повторуваме, основците, следна обврска на Советот за безбедност е организацијата на надпреварот за средношколците. Денес се одбележува Светскиот ден на правата на потрошувачите.
Со приклучување на глобалната кампања за градење подобар дигитален свет, кој промовира пристап, партиципација и иновација, кои се полезни за потрошувачите, економијата и општеството, Организацијата на потрошувачите на Македонија денеска ќе го одбележи светскиот ден на правата на потрошувачите. Поплаки за сметки, условувања за гаранциите и скриените недостатоци на производите, потоа за наградните игри и сезонските намалувања, како и за неквалитет на храната, се најчестите представки на граѓаните во врска со непочитувањето на потрошувачките права, кој, според институциите и Организацијата за заштита на потрошувачи, а и според интенцијата на законодавството од оваа област, најдобро се заштитува со едукација, реакција и засилена контрола. Во Македонија, како што велат надлежните институции, процентуално најмногу поплаки се истекнуваат против телекомуникацијските оператори. Според извештајот на Народниот правобранител, потрошувачките права се на второ место како критична област за која граѓаните побарале заштита. Според податоците минатата година, 1000 граѓани поднеле поплаки во Државниот пазарен инспекторат. Вести од спортот. Завршија меѓународните обврски на кошаркарите на Фени. Во Библ лигата Фени беше поразен во реваншот од Теодо со резултат 81-68. Кошаркарите на Фени Индустри не успеа да ја одбранат предност од 3 поени со која тргнаа на реванш мечот од четвртфиналето од Библ лигата во Тиват. Затоа што подобри од нив и тоа доста беа кошаркарите на Теодо, кои пред своја публика дојдоа до посакуваниот плюс. Теодо, Фени Индустри, конечни 81-68. Ако се земе во предвид дека Фени Индустри победи во Кавадарци само со 3 поени, 197, на крајот црногорскиот состав оди понатаму и во полуфиналната серија ќе разигрува против бугарскиот Берое. Имаа домашните кошаркари и 17-9, потоа и 20-11 во првата четвртина во која спротивно од најавите Фени Индустри играше слабо во одбраната, а уште послабо во нападот. По 3 минути игра во вториот период тимот од Тиват имаше и двоцифрена предност, 26-16. Пресвртот во играта, барем во офанзивата, го најави Јане Петровски. Откако влезе во игра, искусниот плеймейкер погоди 3 пати од зад линијата 6.75 и даде особен придонес во намалувањето на негативата. Од оние 5 тројки до истекот на полувремето, едно уфрали Паич, па кавадарчани се симнаа на достижни 29-33. Лошо изгледаше почетокот на вториот дел за кавадарчани. По серијата на домашните од 8-0, Фени одново влезе во ново двоцифрена негатива, 41-29, но нашиот тим брзо се врати со серија од 7-0 за 41-36. Од друга страна погодуваа и тоа најчесто тројки и домашните играчи, доволно да ја одржуваат сигурната предност. Кавадарчани никако не успеваат да излезат од негативата до крајот на ова гостување на Црногорското Приморје. Ниту еднаш избраниците на Малинков не стигнаа до оние посакувани пониски од 3 поени, па на крајот сосема заслужено се простија со ова издание на Лигата на Балканот. Петровски и Шарабидзе реализираа по 14 поени. Джекич додаде уште 11, но недостасуваа поените од стартерите, пред се од Чешковиќ, кој во Кавадарци на црногорците им уфрли 40 на поени, а сега реализираше само 5. Николовски даде 7, а Марковски остана на само 3 поени. За Фени сега останува да се сконцентрира на домашното првенство, каде ќе има исклучително тешка задача да избори место за полуфиналните дуели. Временска прогноза.
Времето утре променливо облачно со сончеви периоди и со умерен повремен засилен северен ветер, особено долж по Вардарието. На места ќе има услови за слаб дожд. Температурата ќе се движи до 15 степени. Тоа беа подготвените содржини во ова издание на вестите. Ви благодарим на вниманието и имате пријатни мигови со нашата програма. Thank you.